Наспроти него забелешката на представникот на ДУИ за купување на мир со овој закон. Нартан Груби. Каков мир? Цената Не знам. на мирот ја спореди дека е неспоредлива со цената на Законот. на Потребата на закон. имплементацијата на законот. Тоа е изјава на Артан Груби. Дека со законот е купен мир во државата. Цената на мирот е неспоредлива со цената на имплементацијата на законот. Така изјави Артан Груби. Ние политичари знаеме да лупаме некој пат така глупости. Значи, законот е право, човечко право, кое произлегува од правото на употреба на јазици. Јазикот е средство да се разбереме, да го направиме животот да ни биде полесен, покомуникативен и слично. Од тука доаѓа потребата буквално на употребата на јазиците. Тоа е уставно право на граѓаните. Очигледно дека изјавата на премиерот се однесува на себе си, пошто зборува за него, и сметам дека тоа е момент на саморефлексија и на зачестена самокритика, кое што исто така проследено и со извинување често, но лично сметам дека е тоа доблесна особина на саморефлексија и самокритика, додека што се однесува на законот за јазиците, мислењето на Венецијанската комисија смета дека двојазичноста во парите и двојазичноста во униформите на армијата може да се употребува во Република Северна Македонија, и ако би биле неселективни во начинот на кој што ги прифаќаме нивните забелешки, кои што се всушност само драфт, тогаш би требало да го видиме целиот пакет.